Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Почитувани пријатели, драги гледачи, се јавуваме во студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Кавадарци. Започнуваме нашата дневна емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот, Извор на надеж. Денешната мисла која треба да не води гласи: надеж што се раѓа во мигот на молитва. Постојат моменти кога зборовите исчезнуваат, кога не можеме да објасниме се што не тишти или не тежи во душата, но токму тогаш во тишина на молитвата Бог ја влева својата надеж, она тивка надеж. Бог не чека да бидеме силни за да не слушне. Тој не слуша и кога сме слаби, и во страв, и во солзи. Молитвата е мост меѓу нашата немоќ и Божјата сила. Во мигот кога ги подигаме нашите очи кон небото, нашето срце се поврзува со оној извор на надеж кој никогаш не присушува. Еве го денешниот текст или стих кој треба да не води во овој ден. Го наоѓаме во Псалом 50 глава 15 стих. Повикај ме во денот на неволјата, ќе те избавам, а ти ќе ме прославиш. Бог не ветува дека нема да има неволи на овој свет или на оваа земја, почитувани пријатели, но тој ветува дека ќе ни биде засолниште и избавител. Повикај ме во денот на неволјата и ќе те избавам, а ти ме прослави. Молитвата е таа бежична комуникација каде што можеме постојано да бидеме во комуникација со Бога. Не ни е потребен мобилен, електрична енергија или некои други средства. Само упати мисла, молитва, зборови, а Бог ги слуша нашите вапаи и ќе одговори тогаш кога е најдобро за нас. Значи, повикај ме во денот на неволја, ќе ти избавам, а ти ќе ме прославиш. Надеж што се раѓа во мигот на молитва. Одиме сега да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес, и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. Знам за едну дивну риеку, која тече као мир, сваки јад и болест лечи, jer u Bogu njen je vid. Pođi sa mnom na tu rijeku, jer svakog tvoje žedan Isus zove. Njene vode u vječnost teku od Božjeg prijestolja. Sve rane, da je voda
Čuvam za jednu divnu rijeku koja teče kao mir. Svaki jad i bolest liječi, jer u Bogu njen je vir. Исус ги укорува книжниците и фарисеите, тешките гревови на Ерусалим, пророкување за разорнувањето на храмот. Глава 23. Тогаш Исус му проповедаше на народот и на учениците своји, говорејќи: На Мојсеевото седиште седна книжниците и фарисеите. Затоа, се што ќе ви кажат да пазите, пазете и извршувајте. А според делата нивни не постапувајте, оти тие говорат, а не извршуваат. Врзуваат бремиња тешки и мачни за носење и ги клаваат врз плеките на луѓето, а сами не сакаат ни со прст да ги помрднат. И сите своји дела ги прават за да ги видат луѓето, ги истакнуваат своите записи од законот и прават големи поли на својата облека. Сакаат прво место на гозбите и предни места во синагогите и поздрави по улиците и да им велат луѓето: Учителе, учителе. А вие немојте да се наречувате учители, зашто еден е вашиот учител Христос, а вие сте сите браќа. И никого на земјата не викајте го свој татко, оти еден е вашиот Отец кој е на небесата. И наставници немојте да се именувате, зашто еден е вашиот наставник, Христос. Но поголемиот меѓу вас да ви биде слуга, зашто кој се воздига, ќе биде понизен, а кој се понизува, ќе биде воздигнат. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, затоа што го затворате Царството Небесно пред луѓето. Оти ниту вие влегувате, ниту ги пуштате да влезат оние што сакаат да влезат. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, оти ги подјадувате домовите на вдовиците и лицемерно долго се молите, заради тоа ќе добиете поголема осуда. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто обиколувате по море и по копно за да добиете еден последовател и кога ќе успеете во тоа, тогаш го правите син на пеколот, два пати полош од вас. Тешко вам, водачи слепи, кои велите: ако се заколне некој во храмот, не е ништо, но ако се заколне некој во црковното злато, виновен е. Безумни и слепи, што е поголемо на вистина, златото или црквата која го осветува златото? Исто така велите: ако некој се заколне во жртвеникот, ништо не е, но ако некој се заколне во дарот што е на него, виновен е. Безумни и слепи, што е на вистина посвето, дарот или жртвеникот што го осветува дарот? А кој се заколне во жртвеникот, се колне во него и во се што е врз него. И кој се заколне во храмот, се колне во него и во оној кој живее во него. И кој се заколне во небото, се колне во престолот Божји и во оној што седи на него. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, отидавате десеток од нане, копра и кимин, а сте го оставиле најважното во законот, праведноста, милоста и верата. Ова требаше да го правите, а и она да не го оставите. Водачи слепи, вие комарецот го цедите, а камилата ја проголтувате. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, зашто ја чистите чашата и чинијата однадвор, додека внатре тие се полни со грабеж и неправда. Слепи фарисеју, очисти ја чашата и чинијата најнапред внатре, за да бидат чисти и однадвор. Тешко вам, книжници и фарисеи, лицемери, оти многу личите на варосани гробови, што однадвор изгледаат убаво, а внатре се полни со мртовечки коски и секаква нечистотија.
Така и вие однадвор им се покажувате на луѓето како праведни, а внатре сте полни со лицемерност и беззаконие. Тешко вам, книжници и фарисеи лицемери, отицидате гробници за пророците и ги украсувате спомениците на праведните, па велите: ако живеевме во дните на нашите татковци, немаше да станеме нивни соучесници во крвта на пророците. А со тоа сведочите сами против себе, дека сте синови на оние што ги убиле пророците. Дополнете ја и вие мерата на татковците ваши. Змии и породи аспидини, како ќе побегнете од пресудата за во пеколот? Затоа ете, јас праќам при вас пророци, мудреци и книжници. Едните ќе ги убиете и распнете, а другите ќе ги биете по синагогите и ќе ги прогонувате од град во град, за да падне врз вас сета праведна крв што е пролеана на земјата, од крвта на праведниот Авел па до крвта на Захарија, синот Варахин, кого го убивте меѓу храмот и жртвеникот. Вистина ви велам, сето тоа ќе падне врз овој род. Ерусалиме, Ерусалиме, што ги убиваш пророците и со камења ги засипуваш испратените при тебе. Колку пати сакав да ги соберам чедата твои, како кокошка што ги собира пилињата своји под крилја, а вие не ќевте. Ете, ви се остава вашиот дом пуст. Оти ви велам, нема да ме видите одсега, дури не кажете: благословен е оној кој иде во името Господово. Kad se sunce sakrije, ne ide se baš najbolje, sedi se da skoro će taj dan. Kada misliš da si sam, tu s tebe Isus je, i sve tvoje molitve On čuje. Sad je pravi čas da primiš spas, jer dolazi taj dan. Isus dolazi u slavi svoj, po svoje sve. Taj dan, kada dođu misli zle i problemi muče te, tada znaj da Isus je kraj tebe. Isus tvoj je prijatelj, želi biti s tobom tu, ali i za večnost tu, za uvek. Sad je pravi čas da primiš spas, jer dolazi taj dan. Isus dolazi u slavi svoj, po svoje sve. Taj dan dolazi, večni život prihvati. Isus ide, dolazi, ovo svima reci ti. Ne izreći bar, jer sreća tam, kad dođe on, taj dan. Isus dolazi, reci slavi svoj, vozi svoje sve. Taj dan, Isus tvoj je prijatelj, želi biti s tobom tu, ali i za večnost on, za uvek. Zato sad ga prihvati, reci tvojim bližnjem svoj, nebo biće novi dom. Taj dan. Се работи за вашата иднина. Како лекари, Патриција и Давид Мразик секојдневно биле сведоци на големи страдања.
Работејќи како педиатри во еден центар за имунологија и пулмологија, тие лекувале голем број тешко болни деца. Биле мощно заинтересирани за фактот дека некои деца успешно закрепнува, додека други болеста целосно ги совладува. Зошто се прашувале? Зошто на некои деца почнуваат да употребуваат дрога, затоа што некои деца употребувале дрога, додека други се запишуваат на факултет. Зошто некои злоупотребувани деца и сами стануваат сурови луѓе, додека други стануваат добри родители. Ова лекарска двојка, што ја спомнавме, спровела низа истражувања, обидувајќи се да го пронајде одговорот на ова прашање. Нивното истражување открило дека децата кои успевале да ги совладаат траумите и станале успешни во животот, имале една заедничка карактерна црта. Во што била нивната тајна? Одговорот гласи: сите имале оптимистички став кон животот и надеж дека ќе ја постигна целта. Надежта ја направила разликата меѓу оние кои успевале и оние кои не успевале. Надежта повеќе од се друго му помага на човекот да ги победи тешкотиите со кои се соочува. Како можеме да ја најдеме надежта? На што се темели таа? Нашиот свет ни се чини премногу груб за нежните балони на надежта и секојаш кога ни се чини дека сме успееле да ги дофатиме, нешто ќе подкрева на поголема височина. На сите нас не се чини дека современата технологија навидом ја отвара вратата за многу можности кои ја отварат едината без граници, но тогаш се случува експлозија на некој вселенски брод на нашите телевизиски екрани и се враќа во суровата неизвестност. Се работи за нашата иднина. Човечките суштества очајнички трагаат по надежта, но во нашиот свет тешко може да се најде надежта, се додека не ја согледаме во светлината на библиските пророштва. Ова предавање ќе се занимава со пророштвото кое на многумина им ја вратило надежта во животот. Пророштвото од книгата на пророк Даниел, 2 глава, јасно открива дека Бог навистина го надгледува нашето постоење и дека тој ја држи иднината во своите раце. Прво, восхитувачко библиско пророштво. 500 години пред Христовото раѓање, Бог преку пророк Даниел му возможил на човечкиот род восхитувачки увид во иднината во текот на историјата на светот од времето на овој пророк па се до нашите денови. Пророштвото е запишано во 2 глава од книгата на пророкот Даниел. Објаснувањето на пророштвото започнува со сон што Бог му го дал на Вавилонскиот цар. Навуходоносор сонил сон некаде 2500 години. Овој сон многу го вознемирил спомнатиот владетел, но кога се разбудил не можел да се сети што сонувал. Кога сите вавилонски мудрици не успееле да го потсетат царот на сонот што го сонувал, ниту пак да го протолкуваат пред царот, излегол млад еврејски заробеник, кој тврдил дека небесниот Бог може да ги открие сите тајни. Стоејќи пред царот, Даниел смело рекол, еве што кажал: твоето видение, царе, беше вакво. Ете, некаков си голем, огромен лик стоеше пред тебе во голема светлина и изгледот му беше страшен. Главата на тој лик му беше чисто злато, градите и рацете од сребро, додека стомакот и бедрата негови беа бакарни. Под колениците железни, а нозете делумно железни, делумно глинени. Додека го гледаше, еден камен се откачи од планината, сам удри во идолот во неговите железно-глинени нози и го скрши. Тогаш заедно се раздроби. Железото, глината, бакарот, среброто и златото стана како прав на летно гумно. Ветрот ги однеси и траг од нив не остана, а каменот што го разбил идолот стана голема планина и ја исполни целата земја. Даниелов 2 глава. На прв поглед изгледа дека овој сон нема никаква врска со нашата денешна надеж. Сеќавањето на вавилонскиот сликовит говор премногу е избледен од борбата против тероризмот, катастрофите и толку зла што го мачат современиот свет. Меѓутоа, почитувани, останете врзани за своите седишта, зашто ќе се обидеме со голема брзина да прелетаме низ вековите на човечката историја, гледајќи како Бог управува со нашиот времеплов. Второ, толкување на пророштвото. Кога го
подсетил на Водоносора се што му било покажано во сонот. Царот заинтересирано слушал како пророкот Даниел го толкува сонот. Еве што вели: ете, тоа е сонот, а сега да кажам пред царот што означува тој. Даниелов 2 глава 36 стих. Глава од злато. Која светска сила според зборовите на Даниел ја представува златната глава? Ти царе, цар на царевите, кому небесниот Бог му подарил царства, власти, сила и слава, и во рацете твои ти ги предал сите човечки синови, каде да живеат тие сите дзерови, земни и птици небесни, и те поставил за господар на сите нив. Ти си главата од злато, му кажува Даниел. Даниел всушност зборувал за најголемото тогашно светско царство. Навуходоносоре, во твојот сон се наоѓа Божја порака. Тој твоето царство го представил со златната глава на кипот. Златната глава вистински го отсликува древниот Вавилон. Историчарите го пишуваат како златно царство од златното време. Побогато и посилно од сите други царства што му предходеле. Вавилон гордо владел со светот се до 539 година пред Христа. Гради и раце од сребро. Гледано од аспект на човек, а особено со очите на гориот Навуходоносор, Вавилон можел да биде сватен како царство кое вечно ќе трае. Но што не јавувало пророштвото? По тебе ќе настане друго царство, послабо од твоето. 2 глава 39 стих. Божјето пророштво се исполнило и Навуходоносоровото царство пропаднало, кога персискиот владетел Кир го претворил во орнатини во 539 година пред Христа. Значи градите и рацете од сребро го прикажуваат Медоперсиското царство, уште едно силно царство со кое подосна завладеела Персија. Стомак и бедра од бакар, што представува овој дел од огромниот кип составен од различни метали. И третото царство бакарно ќе владее на целата земја. Даниело 2 глава 39 стих. Стомакот и бедрата од бакар, бронза, значи го прикажува царството на Александар Македонски, кој ги победило персијците во битката кај Арабела во 331 година пред Христа. Александар Македонски ги покорил медите и персијците, создавајќи трето поред светско царство кое владеело во светот од 331 до 168 година пред Христа. Подколеници од железо. Кое царство ќе се создаде по Македонското царство? А четвртото царство ќе биде црсто како железото што ја здробува и сотрува се, како железо што крши, ќе ги скрши и ќе ги разби сите овие царства. Даниело 2.40. По смртта на Александар, царството ослабнало поради поделбите и борбите за власт, се додека конечно во 168 година пред Христа во битката кај Пидна, железното римско царство не го совладало царството на Александар. Бог навистина работи како што тој знае. Кога се родил Христос 2000 година, во Римското царство владел Цезар Август. Христос и неговите ученици живееле во време кое во пророштвото е прикажано со железни подколеници. Гибон, историчар од 80-тиот век, веројатно ги имал на ум пророштвата на Даниел кога напишал вака: војската на Римската република напредувала со застрашувачка брзина кон Еофрат, Дунав, Рајна, Атлантскиот океан. Понекојаш губила по некоја битка, но секојаш ја добивала војната. Ликовите од злато, сребро или бронза кои ги представувале народите и нивните цареви, железното римско царство ги кршило едно по друго. Меѓутоа, што се случило понатаму, почитувани пријатели? Еве што кажува писмото. Значи, да го разгледаме сега ова пророштво од човечка гледна точка. Како можел Даниел, кој живел во времето на Вавилонското царство, да знае по кој редослед ќе се менуваат светските царства низ столетијата во иднина? Денес е тешко да се предвиди како ќе се движи пазарот на хартија од вредност една седмица однапред, па сепак Вавилон, Медоперсија, царството на Александар Македонски и Рим доаѓале едно по друго токму онака како што е проречено, како послушни ученици во ред. Дали Бог има контрола над иднината? Можем ли да ја втемелиме нашата надеж на неговиот голем план? Даниел во 2 глава дава јасен одговор: да, меѓутоа тоа не е се.
Понатаму се спомнува стапало од железо и глина. Која сила ќе следи после Рим? А тоа што си ги видел нозете и прстите на нозете направени деломно од грнчарска глина и деломно од железо, тоа царство ќе биде разделено и во него ќе остане само нешто од цврстината на железото, бидејќи си видел железо измешано со грнчарска глина. И како што прстите на нозете беа деломно од железо, а деломно од глина, така и царството ќе биде делом силно, а делом слабо. Даниело, 2 глава, 47-42. Пророкот не најавува пето светско царство, туку поделба на железното римско царство. Рим се распаднал на 10 царства, исто како што покажуваат стапалата и прстите на големиот кип. Дали ова навистина се случило? Се разбира, токму тоа се случило. Во текот на 4-тиот и 5-тиот век после Христа, варварските народи од север го напаѓале ослабеното римско царство, а разни востанија и бунтови му задавале удар по удар. На крајот 10 племења кои освоиле најголем дел од западното римско царство, 10 различни независни народи се утврдиле внатре во неговите граници. Така прстите и стапалата ги прикажуваат народите на модерна Европа. Да ги видиме сега 10 прсти на нозите. 10 народи кои произлеле од западното римско царство. Тоа се англосаси, тоа се значи Англија, Франција или Франција, Алемани, Германија, Лонгобарди, Италија, источни готи настанале подоцна, западни готи, тоа е Шпанија, Бургунди, Швајцарија, Вандали, Северна Африка настанале подоцна, Свеви, Португалија, Херули исчезнале по неколку века. Пророштвото на вистина се исполнило до збор, а историјата се покорува на она што го прорекол Бог. 7 од 10 народи кои го срушиле и поделиле Римското царство постојат и денес на картата на Европа и непосредно се поврзани со пророштвото на Даниел. Трето, нашето време во библиското пророштво. Дали во Даниеловото пророштво се зборува за напорите за обединување на народите што се создале по распадот на Римското царство под еден владетел? Читаме, а она пак што си видел железо измешано со грнчарска глина, тоа значи дека царевите на тоа царство ќе се обидат да се соединат преку мешани бракови меѓу себе, но нема да се слеат едно со друго, како што железото не се меша со глината. Даниел, 2 глава, 43. Се работи за вашата иднина, почитувани. Многу влијателни политичари од секојаш се обидувале да ја обединат Европа, но и секојаш се откажувале пред да стигнат до целта. Тие ќе се мешаат со човечко семе, но нема да се држат заедно, јасно изјавува пророштвото. Со други зборови, пророштвото вели дека Европа никогаш нема да стане една голема сила, ниту ќе стане или ќе остане обединета. По многу векови во кои доминирале големи светски царства, тешко е да се сфати како Даниеловото пророштво го препознало решавачкиот пресврат во историјата на светот. Се до падот на Римското царство, почнувајќи од Египет и Асирија, со светот владееле големи царства, но самото пропаѓање на Рим, светот се поделил на национални држави и поделби останали ден денес. Само Божјиот ум можел со толкова точност да го предвиди текот на историјата. Еве што кажал Исус: писмото не може да се урне. Јован 10:35. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. Матеј 24:35. Историјата на изминатите 14 века докажува дека ни човечка сила, ни сојуз на многу земји не може да го понишат библиското пророштво, кој вели дека тие ќе се мешаат со човечкото семе, но нема да се држат заедно. Меѓутоа, никогаш не недостасувале такви обиди. Неколку големи војсководачи направиле големи напори со цел да ја обединат Европа. Наполеон Бонапарте, например, најмногу од сите други се приближил кон таа цел. На почетокот на својот воен успех тој се фалил: за 5 години ќе бидам господар на светот. Јасно ги изнел своите цели. Освојувањето на Русија и цела Европа, а потоа и светот. Наполеоновите сили во својот прв налет изгледале непобедиви, па брго освоиле голем дел од Европа. Меѓутоа,
Во маршот кон Москва, острата зима и руските сили го спречиле напредувањето француските трупи да одат понатаму. Зошто не ја исполнил својата цел? Бог рекол, тие ќе се мешаат со човечкото семе, но нема да се држат заедно. Наполеон ја имал најсилната војска во Европа, но таа не можела да се спротистави на Божјата реч. Додека го напуштил бојното поле кај Ватерлоо, извикал, Боже, ти победи. Германскиот цар Вилхем II и Адолф Хитлер имале најсилни војски во своето време. Но и тие не успеле да завладеат со Европа. Зошто? Затоа што Божјата реч истакнува. Тие ќе се мешат со човечко семе, но нема да се одржат заедно. Диктаторите кои со фантастично залагање успеле да вооружуваат цели народи, не успеле да го изменат Даниловото пророштво. Крајот на светските војни го потврдува фактот дека Бог ја држи еднината во своји раце. Бог го има последниот збор, почитувани. Ова сознание ни обезбедува сигурна надеж и ни влева внатрешен мир дека може да имаме целосна доверба во Божјиот план и за нашиот живот. Четврто, поглед кон еднината. Само еден дел од ова Даниелово пророштво останал неисполнет. Што представува каменот во 34-35 стих, кој удрил во стапалата на големиот кип, го крши кипот и станува голем рид кој исполнува целата земја. Еве што пишува. И во деновите на тие царства небесниот Бог ќе подигне царство кое нема да се разруши никогаш, а тоа царство нема да биде предадено на друг народ. Тоа ќе ги победи и разруши сите царства, а само тоа ќе остане вечно. Како што виде еден камен кој паднал од планината и го раздробил железото, бакарот, глината, среброто и златото. Великиот Бог му даде на царот да разбере што ќе се случи во иднина. И верен е тој сон и точно е неговото толкување. Даниелов 2 глава. Изразот тие цареви може да се однесува само на оние владетели кои се прикажани со прстите и стапалата, односно државите на современа Европа. Заклучокот е неизбежен. Изјавата во времето на овие цареви се однесува токму на денешното време. Современиот свет стои на прагот на најголемиот настан на сите времења. Исус наскоро ќе слезе од небото за да подигне свое царство, собствено царство на среќа и мир. Каменот што го удрил и го скршил кипот ќе исполни целата земја. Тогаш Христос, карпата на сите времења и цар на царевите, за секогаш ќе завладее со светот. Овај врвот на Даниеловото пророштво се е насочено кон овој настан со вселенски размери. Сигурноста со која не вдахнува во пророштво, додека непогрешиво не води низ историјата, ја зацврстува надежта во нас, односно за второто Христово доаѓање. Сите настани од Даниеловото пророштво, почитувани, кое е запишано во 2 глава, се исполниле, освен последното, уривањето на кипот. Според Божјиот распоред, сега се приближуваме кон врвот, кон Христовото враќање на оваа земја. Исус Христос, Божјиот Син, наскоро ќе ја доведе до крај долгата крвава борба со која е испишана човечката историја и ќе го воспостави своето вечно царство на љубов и мир. Бог управува со народите. Кога Бог го пренел пророштвото на Даниел, овој еврејски пророк во подемите и падовите на народите и царствата веднаш ја препознал Божјата рака која со нив управува. Бог го знае минатото, а библиското пророштво јасно покажува дека тој ја знае и иднината. Понекогаш ни се чини дека Бог е толку зафатен со бескрајната вселена што не е во можност да и пружи поголемо внимание на нашата мала планета, додека пак за поединични судбини не треба ни да зборуваме. Но Бог направил се за да не увери почитувани дека тој се грижи и влие на човечката историја и на животот на секој поединец. Неговиот светлосен сигнал, Божјата реч, Библијата е полна со охрабрување. А освен тоа, ние имаме нешто уште поверено, а тоа е пророчкото слово и добро правите што нему му обрнувате внимание како на сетило што свети на темно место додека денот осамне и деницата засвети во вашите срца. 1 Петрова 1:19. Во духовната темнина на овој свет,
Библиските пророштва можеме да ги споредиме со автомобилските светла кога возиме ноќе. Бог ни покажува каде треба да одиме. Тој ни открива што се наоѓа пред нас. Затоа можеме да бидеме сосема сигурни дека историјата се одвива по неговиот пат. Бог во секој миг го води животот на секој поединец. Исполнетите библиски пророштва ни упатуваат да го повикаме Исуса во нашиот живот и во нашите срца да заблеска звездата деница. Со Христа како наш Господ не треба од ништо да се плашиме во нашиот живот. Царевиот сон и ние, светот може навистина да биде сигурен. Страв на сите страни постои. Старите непријателства меѓу народите може да се разгорат и да пролеат невина крв. Во владите да седат неодговорни луѓе, а насилниците се уште да смислуваат заговори во своите тврдини. Една друга вистина е многу поважна од сите написи во весниците и фактите на овој свет. Историјата се движи напред кон средбата со Исуса Христа. Секој треба да се подготви за ова кулминација на историјата. Истата рака која го водела пророкот Даниел, која го пишувал ова пророштво, тоа го изнал за идниот век на човечката историја, може да не води и нас во нашите напори да го сватиме овој важен факт и да се подготвиме за тој настан. Господ ги води и зацврстува чекорите на добриот човек и мил му неговиот пат. И ако се сопне, нема да падне, зашто Господ го држи за рака, вели псалмистот Давид. Бог со најголема прецизност ги води случувањата во светот и може сигурно да го води и животот на секој поединец. Не се продаваат ли две врапчења на пазар, па ниедно од нив не паѓа на земјата без волјата на вашиот татко, а вам ви се изброени дори и влакната на главата. И така не бојте се, вие сте поскапи од многу врапчења. Матеј 10, 29 до 31. Божјиот дар, верата, може да стане лек за сите наш почитувани. Надежта со која тој не вдахнува, служи како сидро на нашите души. Еразмо Ротердамски, филозоф од 16 век, зборува за една поморска несреќа која длабоко се врежала во неговото сеќавање. Бродот со кој патувал се насукал за време на бура, па под налетот на брановите ветрот почнал да се крши. Морнарите ги фатило паника, патниците панично врескале. Големиот дел од нив ги повикувале и светците, заштитници пееле фалоспеви и гласно се молеле. Меѓутоа, Еразмо Ротердамски забележал една патничка која се однесувала поинако. Од сите нас, запишал Еразмо, најмирна беше жената која во раците држеше дете која го хранеше. Единствено таа не викаше, не плачеше, ниту се договараше со небото. Само тивко се молеше, додека во раците го држеше своето дете. Еразмо сфатил дека ова молитва била само продолжение на низините секојдневни молитви. Таа немала некои посебни молби. Таа во целост му се предала на Бога и на неговата заштита. Кога бродот почнал да тоне, младата жена ја спуштиле на една штица, а наместо весло и дале парче обло дрво. Така била препуштена на брановите. Додека со едната рака го држала своето дете, со другата се обидувала да весла. Малкумина верувале дека ќе ги издржи ударите на брановите, но низината длабока верба и доверба во Бога и влевале сила, а жената со детето прва стигнала до брегот. Надежта во семокниот Бог може да има чудесен резултат. Дури и светот околу нас да изгледа како да се распаѓа. Ние не сме сами почитувани. Мокната рака не држи и не води. Ако дојдете кај Христа и му се предадете целосно, тој ќе ви даде вера која ќе ве одржува во секоја бура. Открите го и доживејте го возвишениот мир што ни го ветил Исус. Ви оставам мир, ви го давам својот мир. Нека не се вознемирува вашето срце и нека не се бои. Јован 14:27. Дојдете кај мене, сите изморени и обременети, и јас ќе ве успокојам. Мил небесен татко, ти заблагодарувам што лично се заземаш за мене. Ти благодарам што однапред си одговорил на нашите прашања за еднината на нашиот свет и што во неговата историја го водиш и нашиот живот. Ти благодарам за таа вистинска библиска наука. Помогни ни да го прифатиме и да поверуваме дека
Твоите зборови се вистините. Помогни ми своето срце да му го предадам на Исуса, кнезот на мирот. Те молам во Негово име. Доаѓаме до крајот на ова наша емисија, почитувани гледачи, Извор на надеж, и денеска би сакал да повторно ви ја понудам Библијата, Свето писмо, книга над книгите, бесплатно. Пишете ни слободно на нашата адреса, а ние ќе ве испратиме по пошта. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Да видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата.
Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве на самиот крај, почитувани пријатели, драги гледачи, на ова наша денешна програма, би сакал да ви се заблагодарам што бевте и денеска со нас. Споделете ова емисија на ваши пријатели и роднини и ви закажувам нова средба во наредната емисија. До тогаш, останете со здрави. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.